Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Ја начнавме темата за собранието. Господин Ристовски, видовме што се случуваше со носењето на пратеници со скафандри да гласаат. Власта вели дека тоа морала да го направи, бидејќи опозицијата има стратегија да не обезбедува кворум на седниците. Се работеше за петиот пакет на економски мерки, потребен за стопанството. Имаме сега една стратегија на опозицијата која е очигледна, тој така наречен филибастеринг, каде они го користат, ја користат состојбата, тоа тенко мнозинство и едноставно ја блокираат работата на собранието. Тие велат дека е сето тоа легитимно, власта вели дека е злоупотреба. Како гледате вие на тоа? Легитимно е. Секако дека е легитимно. Обврска на власта е да си обезбеди кворум на собраниски седници и проводност на нивните законски решенија. Опозицијата секој пат има право и на филибастеринг и на се што ќе процени дека може да го закочи прогресот на владата. Дали е тоа етички? Не секогаш. Генерално може и во најчест број случаи не е етички така да се постапува, но генерално ја користа таа ситуација за да извршат дополнителен притисок врз позицијата на власта. И тука нема што власта да се лути на таквиот пристап во работите. Тоа со пратеници и скафандери е многу непријатна ситуација. Мора да постапувате конзистентно спрема сите граѓани во државата. Ако е изолација мерка, е изолација мерка. Ако е забрана за излегување од дома, ако е забрана за излегување од медицинска установа, е забрана за сите. Не може пратеник да биде попривилегиран од било кој што е во изолација со решение од некој државен орган, например. Значи, јас постојано апелирам на конзистентност во политиките и стратегиите во овие постапки и така натаму. Со едни вакви ситуации вие кажувате дека во суштина мерката изолација и не е мерка изолација. Земете ги сега, ако сакате и сите ресторани и сите останете, ќе речат па чекај, зашто вработените да не се во скафандер? Мислам, банално сега кажувам еден пример, но таа неконзистентност покажува дека вие носите една мерка која може да биде час вака, час да биде поинеку, независно кој оправдување и аргументација ќе користите при тоа, дали сакате проводност на одредено законско решение или не. Доведувате во опасност други луѓе, загрозување на здравје и така натаму. Значи, тоа се некои норми во однесувањето, каде што владата е таа која што е одговорна и има обврска нормално и собранието да биде конзистентна и еднаква за сите граѓани во спроведување на тие мерки кои што самите ги донеле. Да, вие, господин Ангелов, сте и координатор на спроведување на овие мерки, нели? Кажете ми, ова е еден од аргументите. Значи, многу просто, да дојдеше полиција да ги побара дома двајцата пратеници, тие, значи, го прекршиле законот. Тие ја напуштиле. А смее полиција да ги побара пратениците, да ве прашам? Дали полиција смее да побара пратеник? Зошто да не сме ако се во изолација? Дали пратениците имат имунитет? Знаете кога смее полиција да ги побара ако направат кривично дело и флагранти со казна поголема од 5 години? Не, туку за спроведување на мерката изолација да ги побара зборува. Да види дали се дома просто. За непотребна хистерија и драматизација на еден обичен чин. Биолошки тероризам, наречен од страна на опозицијата, херојски чин од страна на власта, на припадници на опозицијата и на власта. Нити беше биолошки тероризам, нити херојски чин. Два пратеника од коалицијата, еден од СДСМ, еден од коалицијски партнер, кои што се во завршна фаза на оздравување, во специјална облека, со која што е заштитена околината, со возила на брза помош, кои што тие ги платија, дојдоа во собранието, се качија во посебна просторија, не помеѓу пратениците, се потпишаа на посебни списоци, не на оние на кои што се потпишуваа пратениците, гласа и си отидоа. Не треба да се прави таква драма од еден ваков обичен чин. Од друга страна, власта беше принудена на ваков чекор, бидејќи има мнозинство, но не може да го обезбеди и ние сме свесни дека од сега, па можеби во наредната година, ќе биде вообичаено по еден или неколку пратеници да бидат болни од ковид, па или од друга болест и поради тоа мнозинството да биде доведено во прашање, но ваквата хистерија не оди во прилог на државата. Знаете дека се кочеа мерки со кои што 60.000 граѓани не можеа да добијат помош. Сега тоа е надминато, верувам дека и во иднина
ова ќе биде лекција за ВМРО ДПМН дека немањето кворум нема да ја спречи власт, односно власт има кворум, може да ги донесе своите пратеници, има протокол минати од јуни, верувам дека слушавте изјавата на председателот на собранието Џафери, минатата година во јуни е донесен протокол, правилник со кој што се предвидени вакви случаи, доколку имаме позитивни или пратеници во изолација. Пратениците, колку и да речеме дека се обични граѓани, се заштитени со закон, како што ви реков. Пратеник, знаете и самите, ако не направи кривично дело за кое што се заканува казна повисока од 5 години, не може да биде уапсен, не може да биде ставен во притвор. Добро, Значи скафандерот да. го штити тој што го носи, не го штити тој до него. Значи скафандерот самиот може да биде преносник на вирусот. Значи тоа не е апсолутно никаква Беа физички заштита одвоени, за господин средината. Ристовски, беа одвоени од Тоа е друго, пратениците во тоа е посебни друго, но- простори, сами знаете дека не беа измешани со пратеници. Но второ, тие се пратеници, тие треба да се морален стол, тие треба да се пример за населението, за тие што ги гласале. Ако за мојот комшија важи изолација и решението, ќе важи и за мене како пратеник, независно дали ја имам имунитет или не. Тоа веќе е друго ниво на размислување. Пратениците треба да се морални столбови. Етика е во прашање, ако не е закон, како што вие велите. Значи треба да се внимава на тој момент. 60.000 Има друг граѓани начин. добија помош, Ама има финансиска друг помош. начин, не е тоа аргумент, има друг начин. Има начин. Ќе си најдат нова методологија на менаџирање на опозицијата. Ако тие се сложени Беше под одредени одбиен услови, предлогот ќе за ги прифатат гласање, тие услови. Онлайн Се извинувам. гласање, знаете дека сите Исто тела така за онлайн функционираат гласање. онлайн. Значи, можеме да воведеме ние ВМРО дигитално ДПМН го гласање. обструираше Па знам, измената на деловникот. знам, но Тоа е нечиста мора да се најде контатковината. методологија со која ќе ја менаџирате опозицијата. Ако во нешто гледате дека не прифаќа, нека и од заблуда. Ќе мора да се најде начин како да се привлече за да пројде нешто што е клучно, па некој пат ќе попуштат, не мора се да биде понимно. Зборам и за едните и за другите. Ако сакате добро на граѓаните со одредена мерка, ќе направите отстапки и вие и тие. Значи нема тука играње Јас со таа работа. Ова морам е да порака и кажам, за од социјалдемократскиот пониските сојуз ешелони и за ВМРО ДПМН. Не можам да зборувам во име на првите ешелони на власт, Така е, така да не добро. можам да ви реплицирам на ова прашање. Да, ова што го спомна господинот Ангелов за онлайн работа на собранието, опозицијата на вистина не го блокираше и тоа решение на почетокот многу се збореше и на вистина сега се наметнува прашање дали за во цели на таа политичка битка, на политичка стратегија, на блокирање, ете на нека и легитимно, дали е во ред и да не се прифати онлайн работа сред пандемија? На вистина тоа е сега. Не, има методологија и начини како може да се воведе и дигитално гласање и тоа да биде доверливо и така Значи натаму. сметате дека е прифатливо Значи, онлайн работа ама, на собранието? Прифатливо е да се бараат сите начини и сите искуства во Меѓу светски кои што и работи, онлайн меѓу кои работа. што и онлайн работа на собранието. Но ВМРО Прифатливо е. ДПМН тоа не го дозволи и затоа сега власта е принудена да носи пратеници во скафандери. Ако ВМРО ДПМН покажеше доблес и прифатише едно решение што е насекаде прифатено и во И во Европски парламент. токму тоа сакам да кажам и во другите европски земји, ние овде клучните Ништо страшно не е институции, тоа во принцип. клучните тела на владата работиме претежно преку Zoom или други онлайн платформи. И замислете сега собранието не можело. Или еве ако во конкретниот случај можеа двајца пратеници да ги вклучат онлайн, да ги вклучат и да можат да гласат, така што власта беше принудена на ваков чин. Но ова се случува 30 години. Во македонскиот политички блок две партии во триењето меѓу себе го ронат македонското национално ткиво. Значи, крвари македонскиот организам, јас постојано тоа го говорам. Мора јавноста, медиумите, мора да се изнедри поинаков модел на политички систем во кој што ќе има тампон, кој што ќе го намали тоа триење, кој што едноставно ќе работи на монолитност на едно македонско национално единство, каде што ќе може да движи државата понапред, да владите едноставно да има и поголем успех во работите, да се намали зависност од албанскиот екстремизам. Наркомански се зависти сега и ВМРО ДПМН за формирање влада и СДС од ДУИ од албанските екстремисти. Зборам во политичкиот блок кај албанците. Че ние мора да правиме радикални исчекори во менување на политичкиот систем во Македонија, а се ќе почне од една изборна единица и со прошарана нова политичка карта во Македонија, затоа што ние кога гледаме дека на ваков начин не обезбедуваме проводност во системот и на законски решенија и на побрз напредок, прогрес, просперитет во сите правци на државата,
тогаш мора да се бараат решенија. Јавноста мора да притиска, медиумите мора да притискаат, политичките партии да притискаат, да се бараат нови модели, нов политички поредок, нов политички систем, да се внесат механизми и инструменти со кои што ќе се движи побрзо кон прогрес и просперитет. И така народот ќе стекнува поголема доверба. Знаете дека од страна на СДСМ има отворена понуда за промена на изборниот закон во насоката во која што вие зборувавте, и пред парламентарните избори беше покрената една иницијатива, во овој момент има жива иницијатива за измена на изборниот законник со кој што Македонија ќе стане една изборна единица. Нормално не треба да има долен праг, ако има висок долен праг, тогаш пак ништо не сме направили. Тоа би бил историски исчекор за сите ќе биде добро. Верувајте ми дека пак ќе биде закочено од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, како што беше минатиот пат. А иначе се согласувам со вас дека тоа ќе донесе свежа крв во македонското собрание, во македонската политика и воопшто во општеството. Ќе чуеме различни мислења. Да, ајде малку да видиме она што се случува секојдневно и со пандемијава и со состојбиве на терен. Господин Ангелов, бевте под жесток притисок за случајот со 63 годишниот овчар во Кратово кој почина, и притисокот ми се чини дека се зголеми и после вашата последна пресконференција на која кажавте дека ја одржавте со цел да видиме кој е одговорен, каде е вината за настанот, и на крај излезе дека вината не е никаде отприлика. Тоа е заклучокот од вашата Заклучокот е дека вината е системска. Па да, Сите системска значи немаме конкретен виновник, сепак немаме посочено каде конкретно е затен, бидејќи некаде мора да затеи. Нели? На моја глава се слуши системски е невидена омрза која што делумно беше и политички диригирана. Докторот го објави тој негов Facebook пост, но верувам дека беше злоупотребен, не верувам дека имал таква намера. Самиот настан се случува во среда. Докторот го објавува дури во недела. Во петок премиерот лета за Прилеп со хеликоптер и се создава таа негативна енергија од страна на ВМРО ДПМН. Во сабота ВМРО ДПМН има прес на кој што го обвинува премиерот дека го злоупотребил хеликоптерот да отиде во Прилеп, и во недела се појави докторот. 4-5 дена посвестум, силни емоции, негативна енергија. Меѓу другото, во неговото писание на Facebook, докторот го цитирам: "Зашто е надлежен ЦУК?" Се прашува и прашува Стојан Чангелов зашто е надлежен Центарот за управување со кризи, закревање раци и раменици, седење по канцеларии со станоци и проследување на информации. Лично мене ме прашува докторот. Ова е лажно тврдење, неточно, верувам дека докторот бил во заблуда, не сакам ни да помислам дека е злонамерно, тој бил возбуден кога пишувал, но неговото тврдење не е точно. Овој доктор во ниту еден момент не зборувал со оперативец на ЦУК, во ниту еден момент тој не се јавил. Туку друг доктор од здравствениот дом отишол кај нашиот оперативец и побарал помош во вид на возило. Нашиот оперативец се јавил на 5-6 места во интерес на времето да не повторувам. Да. Презел акција која што е запишена во книгите за дневни настани. Значи, тој не се прогласил ненадлежен, но ваквото тврдење испровоцира покрај реакциите на опозицијата и на критичката јавност, која што постои, и на припадници на власта. Например, го испровоцира вице-премиерот Никола Димитров, кој што исто така се јави со еден негов Facebook статус, во кој што зборува дека ЦУК не се одзвале да помогнат. Според ова сведоштво, вице-премиерот мора да биде внимателен во иднина, не смее да дава вакви квалификации, да поставува вакви прашања без да има соодветни информации, затоа што нашата внатрешна истрага утврди сосем друга ситуација. Докторот, кога тргнал на лице место, тргнал со лада нива, и ние треба прво да ги разгледаме медицинските протоколи, но не злонамерно за сега ние да префрламе вината врз докторот, туку да ги видиме каде се грешките, да не ни се повторат. Јас како директор на центарот се чувствувам како колатерална штета, бидејќи ако јас не бев директор, никој немаше ЦУК да го спомне. Не сакам и вас да ве прашам, дали го знаете кој е бројот на ЦУК ако сакате да се јавате? Дали го знаете? Вие го знаете ли бројот на ЦУК? Кој тоа во Македонија бара помош од ЦУК, ве молам? Ако земам да ви прочитам, само дозволете, ова ми е многу важно. Во член 21, не сакам да отоварувам емисијата. Ние сме надлежни за кризи, а кризна состојба е состојба предизвикана од ризици и опасности и каде што вика е потребна употреба од поголем обем на ресурси. Значи, знаеме што е кризна состојба, општо познато, поплава, земјотрес, голем пожар, несреќа на еден човек не е кризна состојба, но ние имаме една сива зона, имаме пропусти, еве и на полузата зборувавме со
Ристовски на таа тема, пропусти, системски пропусти во законите, и јас можам многу од нив да ги надминам, но ми требат најмалку уште 5-6 месеци. Немам волшебно стапче со Многу кое се што спомнуваше тој хеликоптера, значи во ниту дека еден вие момент не сте дале одговорно хеликоптер. тврдам, јас ќе го поборам докторот, верувам дека тој ненамерно беше злоупотребен политички без да е свесен, тој стана отпосле свесен и го дополни неговиот статус. Стана свесен дека е злоупотребен. Се надевам дека ќе има можност со него да се напиеме едно кафе и да поразговараме. Тој во ниту еден момент не зборувал со оперативецот на ЦУК за да каже дека ние сме се прогласиле за ненадлежни. Второ, тие цело време барале джип. Нашите оперативци, ние имаме писмен трак, разговарале доколку и биде побаран хеликоптер како понатаму да постапат. Но ние не сме таму, оперативците не се горе во селото и не знаат што се случува. Што правиме сега? Јас дадов наредба да се сменат протоколите под притисок на јавноста и на тие стандардни оперативни процедури или така наречени мапа на процеси. Сега наредниот пат, кога некој планинар ќе се качи на Титов врв и таму ќе се почувствува уморен, ќе се јави на бројот во ЦУК и ќе каже лошо ми умирам, пратите ми хеликоптер. И ние изгорени од овој случај ќе треба да пратиме таму хеликоптер, а тој можеби само го мрзи или не може да се врати назад пеш. Значи, оној што е на терен гледа, тој е таму наши очи и уши. Гледа, слуша и проценува дали треба или не треба хеликоптер. Јас категорично тврдам дека Центарот за управување со кризи во ниту еден момент не добил барање за хеликоптер. Што се случувало меѓу двата доктори, градоначалникот доктор и докторот Спасовач е нивна работа, бидејќи од она што можев да слушнам дека барање за хеликоптер било упатено кон градоначалникот, но бидејќи тој не се јавил на телефон, градоначалникот си има служби кои што не се јавиле и не знам ни таа информација дали е точна. Затоа јас што направив? Ние како ЦУК покренавме внатрешна истрага и имаме резултати. Резултатите ги испративме до вице-премиерот Љупчо Николовски, кој што официјално со писмо од нас побара извештај. Понатаму, поднесовме барање до МВР да видиме дали има пропусти во постапките на МВР. Затоа што кога вие на планина ќе се повредите, на човек прво му доаѓа да се јави во полиција или во брза помош, а не во ЦУК. Да видиме дали МВР има пропусти, зошто тој полицајецот не ја пренел хиерархиски нагоре наредбата за да побарат хеликоптер, дали има пропусти во локалната самоуправа и воедно дали се почитувани медицинските протоколи, затоа што во описанието докторот објаснува на каков херојски начин направиле носилки. Јас докторот го почитувам. Откако ќе се утврди целиот настан, ќе покренам иницијатива за негово одликување. Но има едно основно прашање, зошто докторот брза помош отишол без носилки? Јас верувам дека тој не ги земал носилките бидејќи бил со лада нива, но се поставува прашање зошто тргнале со лада нива, зошто веднаш не барале хеликоптер. Значи, не викам, воопшто не сакав да кажам дека докторот е виновен. Предпоставам таму дека нема ниту друго возило, а прашање дали имаат носилки. Видете, основно средство каква е на нашата... војникот е пушката, на докторот брза помош е носилките. Но видете, јас го разбирам него, бидејќи не можеле најверојатно да ги стават во ладата. Треба ние да го проучиме, не да ја префрламе вината, да утврдиме сите кои што сгрешиле, јас би рекол помалку, за сето тоа собрано на купче да предизвика штетна последица. Добро, Ристовски. Независно дали имало системски грешки и пропусти, изгубивме човечки живот. Се што можеме да сочувствуваме со семејството на загубениот човек. Има начин како да се реши. Националниот систем за итни повици Е112 уште не е во функција. Со години наназад МВР и ЦУК се надпреваруваат кој да ја набави опремата и каде да биде сместена. Системот е готов. Зошто досега не е воведен системот Е112? Тој решава се. Ги премостува сите инстанции, имате единици за брза интервенција, имате медицински хеликоптер за вакви случаи и тоа се решава во 5 секунди, не минути. Може државата да го реши. Зошто не го решила? Одговорноста е на власта. Требала да го реши. Можела и претходната власт да го реши. Зошто не го решава? Треба да си најдат одговор сега. Но тоа може да се реши. За 30 дена може да го воведат системот без око да им трепне. Цела документација е подготвена, сите процедури се завршени. Зошто не го воведуваат? Тој системски пропуст не чини еден живот. Може би ќе не чини утре друг. Затоа јас велам, државата мора да е вична во тие работи. Има решение, може да ги погледне европските практики, практиките на развиените западни просперитетни нации. Македонија не сме да се остави без единици за брза интервенција, без медицински хеликоптери. Значи,
ако сакаме да градиме здрава држава во која нацијата ќе има доверба, граѓаните ќе имаат доверба, мора да работиме 24/7 во имплементација на се што е она веќе искуство докажано, потврдено на запад. Че може да се реши, можело да спасиме човечки живот, можело да имаме и подобро справување со ковид кризата, можело да имаме помали човечки жртви во икс ситуации, не само сега, но години наназад. Но за да спречиме од денеска натаму нови човечки животи, мора да се применат сите искуствени и европски и светски практики. Не сме ние, не знам, некоја афричка држава па да не можеме, имаме и знаење и умење, имаме и доволно и финансии и средства и опрема да се набави, системот да се спроведе, имаме 500-600 вработени во системите на ЦУК, на Дирекцијата за заштита и спасување, има плюс национален систем за координација на кризи во владата. Имаме милиони институции таму, а ни губиме човечки животи. Недозволиво е тоа за една држава. Сега, треба ли одговорност да сноси некој? Не знам. Дали треба да бараме вина во вакви ситуации? Исто така, не знам. Но знам дека владата е должна да стори се што е во нејзина надлежност и моќ, значи сите институции да сторат се што е можно да не губиме човечки животи, дури да немаме ни повредени човечки животи. Утре ќе се соочуваме со пожари, со поплави, со не знам икс други природни непогоди, може и хемиски хаварии и катастрофи. Се влегува тоа под делот на управување на кризи. Имаме дирекција за заштита и спасување, имаме таму професионалци што се знаат работата. Но треба да им се дадат одврзани раци, треба системот да си даде тек на настаните. Не може вака хаотично. Треба да има одговорноста во Македонија и одредува судот. Сами да кажете да не одредува испадне. судот. Политичката одговорност се сруши на мој грб, иако сум ја таму неколку месеци. Од друга страна, иронијата е во тоа што да беше господинот Буџаков директор, него никој немаше ни да го спомни, нити Центарот за управување со кризи. Јавното обвинителство отворило истрага, барем така слушнав. Се надевам дека од кривично правен аспект ќе го расветлат настанот. Јас не знаев дека се случува вакво нешто. Ја не бев известен. Дознав наредниот ден во редовниот извештај како отековен настан, но и нашите луѓе кога се обиделе да пратат дополнителна помош во луѓе и било кажано дека излекувањето е започнато и како и да ќе повторно треба да го расветлиме. Може да покрене ако е човечка грешка. Јас кога ако велиме дека е системски пропуст, тогаш државата треба да се носи со тој. Јас кога прифатив да бидам директор на ЦУК, не отидов да менаџирам една полуфункционална институција, туку се нафатив, значи тоа и во разговор со премиерот и со клучните министри од владата да се направат комплетни реформи на целиот систем за управување со кризи, токму како што рековте вие. Потребна е комплетна, коренита, длабинска реформа. Јас активно работам на тоа. Со моето доаѓање на чело на ЦУК интензивно го ставив целиот фокус на 112, единствен број на кој што ќе може да се јава од граѓаните и нема да имаме вакви проблеми во иднина. Верујте ми дека е потребно време, затоа што морав да го малку извадам од инерцијата во која што го затекнав. Опремата е моментално во Скопје. Истата ќе ја инсталираме во следните неколку недели. Моментално регрутираме кадар. Знаете дека поради економската криза проблеми и со вработување и со наоѓање на нови луѓе кои што ќе работат како телефонски оператори. Но не само тоа. Уште од првите недели на моето директорување во ЦУК почнав да работам на проектот за излекување од тешко пристапни и непристапни терени. Остварив неколку средби, меѓу кои што и посета на едно од најдобрите планински служби за планинско спасување во Охрид. Независно од овој настан, во континуитет ги имам овие средби, а и самиот планинара ми сум свесен за опасноста и како поранешен припадник на специјална единица сум учествувал во спасувачки мисии и мисии на извлекување на лешеви. Така што во еден посебен сектор треба да постои кој што ќе биде одговорен за извлекување од тешко пристапни или непристапни терени на повредени лица, на немокни лица. И истиот тој систем можеме да го користиме и за транспорт на болни, на повредени луѓе и од пристапни места. Ако сега во Овче Пол има сообраќајна несреќа со хеликоптер за 15 минути сме таму, го земаме човекот, го носиме во болница, нормално дека за тоа се потребни хеликоптери. Тоа е прашање кое што го покренувам во последниот период, независно од овој настан во Кратовско. Значи ние мораме да имаме барем 2, би рекол, медицински хеликоптери, чија што првостепена намена ќе биде токму ова спасување на луѓе, не само од тешко проодни или непристапни терени, туку од било каде. Ако некој има итна потреба за транспорт, да можеме брзо да отидеме кај него. Да помогна во ситуација. Имате Европски форум кој ги координира националните платформи за управување со кризи. Во тој систем, ако вие побарате 3 медицински хеликоптери, ќе ги добиете гратис.
Значи, секој вид на опрема, обука, интервентно, брзо, ургентно, emergency што се вика, веднаш ќе ги добиете. Не е толку едноставно, но Значи, по е крајот едноставно. ќе ми дадете телефонски број да се ќе ви јавам дадам за јас контакти и со луѓе има и од Шведска, надевам и од дека е Европа, толку и од Брисел, кои што го работат тој и кои што се желни да помогнат. Значи, Имаат финансии, има средства, значи најмал ви проблем бидам е благодарен средства, после опрема емисијата. и обука на луѓе и на кадри. Значи најмал Нашите проблем е служби тоа. се обидуваат. И за свлечиште испитување, и за не знам катастрофи од друг тип, и на хемиски хазарди, и за не знам што. Има систем, има начин како. Добро, знаете Потребно дека е- ОХИС се чисти, дирекцијата за заштита и спасување, морам да ја пофалам. Интензивно работи во ОХИС. Многу од оние опасни материи кои што со децении стојат таму веќе се тргнати или во овој момент истите се тргат на безбедност во согласно со сите модерни протоколи. Знаете како ми се чини, ова сега малку зборуваме бирократски, технички, објаснуваме теоретски, луѓе умираат веќе секојдневно и со ковидот, како што кажа господин Ристовски, човечки живот е загубен. Ми се чини дека еве сега вечерва да има повторно иста ситуација на некоја планина во земјава, дека исто ќе се случи. Сега вие зборувате за реформи на системот, дека нема да се случи исто тако. Имаме таков настан. Па не сум сигурен, искрено, познавајќи ја нашата држава, не сум сигурен. Законските недоречености ги промени в протоколите и пак ќе кажам, подобро непотребно да испратиме хеликоптер отколку пак да се најдеме во ваква ситуација. Да биде иронијата поголема од кабинетот на врховниот командант, но и од кај министерот за одбрана и од внатрешни, јас во разговор уште во текот на зимата, кога паднаа снеговите, имав информација дека имаме на располагање хеликоптери. Така што ако информацијата дојдеше кај мене, јас ќе побарав хеликоптер. Иако тоа реално јас сум директор, не треба ја да го барам, самите служби си има начин на комуникација со кој што тие може да побарат хеликоптер од МВР или од армијата, но ви уверувам доколку на некого му треба хеликоптер, дека сега веднаш ќе биде обезбеден. Во текот на вчерашниот ден по наша интервенција на ЦУК се чисти патот за Галичник. Македонија пат го чистела, но таму има големи наноси на снег по 5-6-10 метри на некои места и патот е непрооден. Веќе неколку дена интензивно се работи да се исчисти патот за да можат неколку селани кои што се заробени цело зима во селото да можат да се движат слободно. На запад тоа и приватни фирми го прават. Приватно јавно партнерство има за овие медицински хеликоптери. Значи има начин, има искуство, практики и така знаете дека натаму. не заживеа. Приватно не знам, јавно партнерство имаше 2 Не хеликоптери. знам, се зборуваше знам за Рашковски го методологија. водеше тој процес, но истиот заврши неуспешно. Дали ковидот, немам информации, не дозволи да се заврши до крај, но имаше договор со фирма која што требаше да ангажира 2 медицински хеликоптери во Македонија 24 Тоа е 7. задача на секоја влада и на секоја држава. Да се грижи за интересите на граѓаните, да им биде подметнато рамо подадена рака. Нема друга задача владата. Да, добро, имаме уште 2-3 минути до крајот. Ја најавивме како тема, немаме премногу време, затоа ве молам за поеден одговор во однос на тој фамозен нон-пейпер за менување на границите, потоа го демантираа, рече си сите, но други го потврдија, како што, например, албанскиот премиер Еди Рама, кој рече дека Јанес Јанша му го покажал тој нон-пейпер. Значи, рече се известно е дека некаков нон-пейпер постои, иако не се знае ни кој точно го составил, ни каде бил носен, каде бил покажуван, но индикативно е што излезе некако во јавност и повторно се отвори таа приказна за промена на границите. Ристовски, случајно или не? Ништо не е случајно на овие простори. Регионот има неколку критични точки. Една е Република Српска во Босна, втората е Косово и северниот дел од Косово со Србија. Третото се бугарскиве иредентистички и шовинистички аспирации кон Македонија. Бирам терминологија, највистинската да ја употребам. Тоа се неколку критични точки и хранењето на албанскиот екстремизам дома. И на основа на тој заборавивте бугарски спојувањето шовинизам. на Косово и Албанија. Тоа го Така. обидите за спојување, Така. односно формирање на една Тоа е во држава пакетот Косово и со- Албанија, тоа е така, Па со во Косово. постојано Во активно. нон-пейперот, Што се отворени во критични нон-пейперот тие точки, две работи се поврзани, Република каде што Српска се и Косово, судираат како компензација. геополитиките на Америка и на Русија и тука ќе имаме некое тектонско поместување, но секое чепкање во менување на границите ќе биде вовед во нова граѓанска, односно балканска војна. И тоа ќе има сериозни регионални последици, ако не и пошироки последици на евроско тло. Значи, било какво чепкање во делот на
Босна и Херцеговина, каква таква со Дејтонски договори уредена, таму не сме да се мрдне, затоа што таа кантонизација е многу кревка, на стаклени нозе е таму, не функционира федерацијата. Се гледа дека тој модел на кантонизација не може да даде резултати таму. Косово исто така е нестабилна демократија, едноставно е нефункционална држава и е не конституирана држава со сите елементи и сегменти, а имаат силни аспирации и се силат, нели, со Албанија, што вели Стојанчо. Значи, имаме опасни ситуации. Овој бугарски екстремизам што го пројави кон Македонија, нема најава дека ќе го запрат, ги расна екстремизмите дома во делот на албанските политички струи кои што газат на тие екстремистички бранови. Мислам дека влегуваме во еден турбулентен период, поготово што имаме заострување на односите помеѓу Америка и Русија во Украина, имаме трупање на војска таму, значи ќе имаме некое поместување, тектонско и така натаму. Сега прашање на мудрост е владата како ќе се позиционира и како ние ќе си го уредиме дома политичкиот систем во периодот пред нас за да дојдеме до стабилна влада, нели, претходно разговаравме дека имаме нестабилна влада, немаме, нели, значајно парламентарно мнозинство кое обезбедува проводност дури во вакви кризни претпоставени ситуации кои што може да дојдат. Значи, треба да бидеме внимателни. Такви нон-пейпери се опасен преседан во дадена ситуација, без разлика дали дошол од една страна или од друга страна, дали некој го доставил како поштар или не го доставил, сепак во јавност кога излегува такви нон-пейпери со една таква експлозивна содржина во себе е опасен преседан само по себе и може да донесе несогледливи последици ако не се внимава во процесот. Ве молам само за блиц одговор, бидејќи немаме веќе време. Високо беше цената која што платевме горчливо, придавката северна географската одредница, но тоа ни овозможи влез во НАТО, влезот во НАТО не штити од промена на границата. Ви благодарам, Ристовски Ангелов. Ви благодарам на двајцата за учество во оваа емисија. Почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со добро здравје и следете нашата програма.